Војните сили на САД од 1000 војници се распоредени на сириската територија како поддршка на арапско-курдската коалиција на сириските демократски сили во незината војна против борците на Исламската држава. Илјадници милитанти на Исламската држава се затворени во затворите на сириските демократски сили, но и днината на американското воено присуство сега е доведена во прашање. Трамп е во дилема затоа што во кампањата ветуваше Америка на прво место. Излезете од странските соработки, не ангажирајте американски војници. Но од друга страна, дилемата за Трамп е ако тој повлече 2000 војници од Сирија, тогаш ја имате оваа голема безбедносна закана или потенцијална безбедносна закана. Турција силно се противи на поддршката на Вашингтон на сириските демократски сили, кои Анкара ги обвинува дека се поврзани со курдските бунтовници кои се борат против турската влада. Военото присуство на САД во Сирија досега, велат аналитичарите, ја спречувало турската војска на сириската граница да ги совлада силите на сириските демократски сили. Но времето може да истекува за силите предводени од курдите. Единственото нешто што ги штити сириските демократски сили до денес е заштитата на САД. Времето е од суштинско значење за сириските демократски сили да ги здружат силите со Дамаск и да ги здружат своите сили во сириските вооружени сили. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган има блиски врски со новите владетели на Сирија и бара сириските демократски сили да се распуштат или да се соочат со турски напад. Израелската влада изразува поддршка за сириските демократски сили со оглед на ризикот од групата Исламска држава. Никој не сака да го види оживувањето на Исламската држава и мислам дека во овој поглед САД разбираат дека ова е мал број војници. Тие се ефективни. Зошто да ги извлечете? Израел вели дека сака да види оти Западот продолжува да го поддржува курдското присуство во североисточна Сирија, така што ќе има израелски дипломатски напори. Министерот за надворешни работи на Израел неодамна ја подвлече важноста на сириските курди како сојузници на Израел. Видовме се поголеми потези од страна на израелската влада за суштински да обезбеди повеќе формална и владина поддршка за недржавните актери, како што се сириските курди, бидејќи тие разбираат дека досега биле целосно сигурни во спречувањето на некои од главните безбедносни грижи што им се важни на израелците. Поддршката на Турција за Хамас е голем проблематичен фактор за американската администрација, како што ги разгледува опциите за стабилизирање на регионот, а во исто време ги поддржува напорите на Израел да се заштити од оние кои сакаат да го уништат.